Добар ден, почитувани. Ова е почетокот на магазинот за здравство Телма Амбуланта. Ако чувствувате силна болка на едната страна на градите или на грбот, а ако ве боли и раката од истата страна, а на кожата забележувате црвени промени, можно е да имате херпес зостер. Тоа е вирусна инфекција што уме да биде многу непријатна и исцрпувачка, со тешки симптоми. Ја предизвикува истиот вирус што доведува до варичела, односно овчи сипаници. За некој да добие зостер, мора ли да има прележано варичела? Што може да биде тригер за болеста и како се лекува? За херпес зостер, но и за инфекциите со херпес на лицето, односно херпес симплекс, како и гениталниот херпес. Денеска разговараме со примариус доктор Сузана Камберова, дерматолог. Разговорот ќе го проследите по рекламите, а ќе имате можност и вие во текот на емисијата да поставите прашање во програма. Се гледаме набрзо со гостинката во студијата. Што доведува до појава на херпес? Дали е истиот причинител на херпесот што се јавува на усните и херпес зостер? Примариус доктор Сузана Камберова, дерматолог од ПЗУ доктор Камберова е во студиото на Телма и таа ќе даде појаснување на оваа тема. Докторке, добар ден. Добре дојдовте во студиото на Телма. Добар ден, Марија. Благодарам на поканата. Секогаш е задоволство да се гостува во вашата емисија. Докторке, кои вируси всушност го предизвикуваат проблемот со херпесот? За како вирус станува збор? Па херпес вирусите, тоа се значи тоа е цела една фамилија на вируси. Нив ги има како серотипови, ако речеме, значи некои можеби 9 вида вака до сега познати докажани патолошки за човекот. Интересно е дека и кај човекот и се јавуваат, не е бар јас колку што имам сознание, не е опишан вирусот да мислам да може да нападне некој друг жив организам. Така да, а многу се чести, многу се проширени во популацијата и верувам дека секој се сретнал, знае што е херпес. Овој највообичаениот херпес, значи оној што ни е добро познат како најчесто на лицето, на устната што се јавува, него го предизвикува првиот од таа група фамилија вируси, тоа е херпес вирусот, херпес симплекс вирусот 1. Понатака број 2 херпес вирусот на него се должат случаите на генитален херпес, значи кога вирусот се локализира во регијата на и околу гениталиите. И понатака тече цела таа една група од која број 3 вирусот е вирусот на варичела, позната кај нас како овча сипаница. 4-5 се исто некои поретко можда вака во јавноста спомнувани, меѓутоа верувам дека дел од популацијата ги знае, гледачите се слушнале за инфективна мононуклеоза, за Епштеин-Бар, односно вирусот, цитомегаловирусот, поготово кои може да направат цитомегаловирусот компликации за време на бременост, ако ги има и така натака. 5, 6, 7, јас би го издвоила тука 7, која е исто една дерматоза, многу честа, особено сега во овие приодни периоди, есен кон зима, лето, пролет, лето. Значи тоа е честа една состојба кога ќе добиете еден осип кој ви трае многу долго, а вака се осеќате добро и ќе отидете на дерматолог најчесто кој ќе ви каже дека имате една болест што се вика питриазис розеа жибер. И тоа е, ви викам, честа дерматоза која не е толку заразна како другите херпес вируси, а е позната по тоа што може да се иритира, трае со недели, имате, ви викам, еден осип и порано се нарекуваше алергија на новооблечено, може би така некој ќе ја препозна. Во последниве години, што се должи повеќе и на пандемијата со коронавирусот, сите овие групи, еве и оваа последната од седмицата, да речам, питриазата, беа многу застапени и ние како дерматолози, јас, верувам и сите други колеги, се изнагледавме. Херпеси обични, покомплицирани варијанти, форми. Меѓутоа, тоа е еден ДНК вирус, ако сакаме и постручно, кој е многу присатен и раширен и се смета по, ако земеме по статистики, баш проверував и јас, значи последните статистики на Светската здравствена организација дека некаде 2/3 од населението, околу 65%, мислам, се потврдено веќе заразени со вирусот на херпес 1, значи на оној обичниот.
многу помал или да, скоро половина, нешто повеќе од половина од светското население, а додека со гениталниот херпес бројката е помала, околу 13%. Споминавте херпес 1 и херпес 2, едниот предизвикува промени на лицето, вториот во гениталната регија, но дали оваа поделба е апсолутна? Може ли херпесот број 1, херпес симплекс што предизвикува промени на усната, понекогаш на очите и слично, да се манифестира и на други делови на телото, како што се, например, гениталиите? Да, може. И тогаш знае да биде диагностички проблем, еве да речам. Не е тен, ама сепак некогаш да биде. Имав неколку такви случаи изминативе години во ординацијата. Прво таму добивате, значи имате една клиничка слика во гениталиите, сите беа тоа млади женски пациенти. Значи една слика која на прво вес асоцира дека се работи за херпес. Некогаш гениталниот херпес, само да наведам, е сексуално пренослива инфекција, значи тој се пренесува при сексуален контакт од партнер кој веројатно е заразен, иако не мора да биде со видливи промени. Мислам, понекогаш вирусот знае како се вика тоа шединг, како да отпаѓа, значи и клетките да го содржат околу гениталната регија, нели да е заразена, мислам, со херпесот, иако нема видливи класични симптоми, така да некогаш можеби не сакајки се пренесува таа болест, можеби еве, и да не се знае дека во моментот може да се заразиме со херпес. Секако дека заштитата во вид на кондоми помага, меѓутоа кај херпесот е тешко, бидејќи некојаш се лоцира и на и самите ткива околу, да речем, гениталиите се го содржат, се заразни, така да може да се пренесе на некој мала промена, иритација или воспалена кожа, раничка на слузницата ќе ви го пренесе. Така да речам, немаат податок, не зна, ниедна од овие пациентки не беше со таква позитивна анамнеза за некаков ризичен сексуален контакт. И направивме прво на што се прави во тој случај, или бар ја што го направив, беше да направиме една серолошка анализа, значи анализа на крв, да утврдиме дали постојат антитела за вирусот, за гениталниот, за херпес број 2 вирусот, и ни излегоа негативни кај сите. Позитивни на херпесот 1, бидејќи тој некако во пакет се прави со овој првиот, да, меѓутоа тоа многу не ни кажува, затоа што скоро сите ние ако направиме сега една спонтана анализа од крв, од својата крв, мислам, анализа на серолошка за херпес симплекс 1, ќе излеземе позитивни. Да, затоа што на херпес број 1. На херпес симплекс. Да. Така да, вака или онака, терапијата од моја страна беше дадена како за херпес сепак, зашто многу јасна беше клиничката слика, а кај трите го докажавме со ПСР тест. Значи, моравме да го бараме тогаш антигенот, што е малку поскапа, поспецифична анализа, па не секогаш и дел од пациентите се согласуваат, значи го баравме херпес симплекс 1 вирусот со ПСР техника и секаде беше докажано, значи се изолира со бриземен точно од лезијата. Значи херпес симплекс број 1 може да создаде генитални лезии, промени. Да. Сега на кој начин, како тоа, не успеавме да утврдиме кај ниеден случај, дали едноставно некој трансфер од самите го пренеле со допир, дали имале претходно херпес, дали сепак, мислам, тоа е веќе интимна анамнеза, така да никош тешко се добиваат податоци како тоа, меѓутоа кај сите пациентки ја што ги имав, херпес симплекс 1 беше изолиран од самата лезија во промените и така докажано дека всушност се работи за она банална инфекција што ја сметаме на устна најчесто на лице. Херпес симплексот број 1 вирусот може, мислам, инфекцијата со него да се изманифестира на било кој дел од телото. Често го наоѓаме и на друго место. Тој има една неуротропност, значи сака да се сокрива, да речам, кога не е активен во тие периоди во нервните влакна, најчесто, значи во нервите, и може некогаш и да шета. Еднаш кога тој ќе влезе во организмот, ќе настапи таа примоинфекција. Прва инфекција, така? Прва инфекција, да. Обично таа е побурна во споредба со останатите? Да, обично е побурна, меѓутоа пак вака од праксата ретко кој се сеќава дека може да поминала како еден појака настинка, симптоми така.
на некаков вид како грипозна состојба, отток некогаш има на регионалните лимфни јазли што се блиску во регијата до кај што настанала. Меѓутоа, ви викам, ретко кој се сеќава кога и тоа почнало. Некој знае. Често може да се поделат фактички на пациентите онака од пракса на некои што често го имаат и стварно ги памтат сите своји епизоди и тоа им го компликува, дури им го намалува квалитетот на животот, и пациенти што ретко повремено, па некои никогаш немаат епизоди на екзацербација. Викаме, значи епизоди кога вирусот ќе направи манифестни кожни проблеми. А може ли да дојде до инфекција со херпес симплекс вирус, а при тоа да нема никакви симптоми? Може, да. Асимптоматски да помине сето тоа? Асимптоматски да помине, да. И потоа до крајот на животот тој вирус го носиме во нашиот организам. Од што зависи дали ќе се активира или не? Повторно? Веројатно е тоа лично некако самиот пациент, неговиот организам како му е склопена, да речем, одбраната против вируси. Некои едноставно можеби подобро го држат под контрола, нивниот имун систем го држи под контрола. Некои, ви викам, го манифестираат како манифестен, пропратен, да речам, појава пропратна на секоја потешка нивна состојба. Например, може емоционален стрес да им го предизвикува. Може, тоа сум видела често, експозиција на јако сонце, UV зраци, значи UV експозиција да го предизвикува. Ке отидете на летување, првото јако сонце и ете го херпесот. Друга болест, секако потешка болест, некој грип, настинка, што и да е што сте прележале, оперативен зафат, се што е стрес. Се што е стрес за организмот. Менструација? Да, и тука тоа. Им се повторува? Да. Веројатно, хормонално прво некои, да речам, промени се јавуваат, тие делуваат, имуниот систем е поврзан со жлездите со внатрешно лачење, односно со хормоналните промени, и едно на друго веројатно паѓаат некои одбранбени механизми и кај тие истото и со брадавиците. Например, имаме неколку цели семејства кај што просто како по шаблон се пресликани тие зарази со ХПВ, тука вирусот, и кај нив истите форми на потешки форми на потешко лекување на самите брадавици. Така да тоа е вајда некоја наследна форма одбрана реакција на имуниот систем која сме ја можеби наследила. Знам дека е тоа некако вообичаено со све да кажуваме, меѓутоа факт е дека е така. А може ли да доведе до некакви компликации оваа инфекција со херпес симплекс? Па секако, секогаш може да доведе. Например, има пациенти кои мошне, на среќа тоа се ретки случаи, меѓутоа има пациенти кои мошне бурни екзацербации прават. Може, еве и на уста пациентка, пример од пракса исто, каде што скоро оток голем се појавува, треска изразена, и тоа е на секоја екзацербација. И, например, има период во животот кога и другите фактори се такви да може ослабен или преморен пациентот и така натака, и онда тие се дополнителни оптоварувања на неговата здравствена состојба и воопшто не може да функционира. Може секундарно некогаш или да се прошири, например, имате друга некоја кожна болест, еве некој екцем, па ако случајно вирусот дојде во контакт со таква една променета веќе воспалена кожа, може таму да се накалеми, да се прошири. Имаме ситуација каде што обично од многу желба, некое мало детенце кога е во прашање да се изгушка, да се помилува, а детенцето има атопичен дерматит, ако се дојде во контакт со некој што е во близок контакт со тоа дете, а има херпес, може на промените веќе од атопичниот дерматит лесно да му се да се накалеми, да се накалеми, да е една посериозна состојба имаме која ја викаме екцема херпетикатум. Исто и кај новородено, таму е мошне ризично, иако може мајката дел од имунитетот нели се пренесува на новороденото имунитет кон херпес, кон антителата на мајката, меѓутоа мало бебе кој се уште не успеало да изгради своји одбранбени механизми, ако дојде, кожата е нежна, лесно се пренесува било што, било која инфекција, и бактериска, и вирусна, и така натака.
И сега контакт со некој што е заболен од херпес може да донесе до сериозни состојби каде што херпесот и на внатрешните органи ќе се префрли до тешки воспаленија на мозокот може да настанат. Значи сериозна компликација и тоа секако треба да се внимава, односно тие што се или да биде мајката, еве може би таа не може да се отстрани од близина на бебето, меѓутоа многу да внимава, многу да ги мие рацете, да не се фаќа, например, устата или активен херпес, па бебето да се фаќа, да се носи маска во моментите кога е со новороденото, кога го дои. Ова е силно дои. заразен вирус. Па за него, за малиот организам е силно заразен. Тој се уште се адаптира на надворешната средина и кај него може да има проблеми. А дали жена што имала генитален херпес некогаш во животот смее да се породи по вагинален пат, по природен пат? Во принцип, генерално да. Меѓутоа има сега ситуации каде што ако има, например, треба тоа да се нагласи секако докторот што ја води таа бременост треба да знае за постоење на генитален херпес кај пациентката и да се следи. Доколку постои сомневање дека се активира, се јавува нов налет, да речем, на активен на херпесот и се појавуваат промени во гениталната регија, во близина на бременоста, тогаш таквата пациентка секако нема да се породи по природен пат, ќе иде по пат на царски рез најчесто. Некои пациенти, тоа е опција исто, некаде мислам дека тоа беше од 35-та недела, за да се намалат овие можности да рецидивира баш во време на породувањето, херпесот што веќе го имаат, што е тоа позната инфекција од порано. Значи, тие пациентки можат да земаат и терапија, најчесто со ацикловир, со некои од препаратите што се веќе се користат за терапија на херпесот, вирусот, херпес вирусните инфекции и се намалува, не е скроз исклучено, меѓутоа во голем процент се намалува можноста да на самиот чин на породување имате активни херпес лези. Инаку е ризик. За бебето лекот за сега не се смета дека штети, поготово во таа фаза. И се тука има разни подвидови, например пациентка која во последните 3 месеци од бременоста се заразила тогаш одеднаш со херпес генитален, таа секако не се породува по природен пат. Ако се заразила на почеток на бременост, веќе некој имунитет и така натака, може. Има мал процент да се пренесе и преку вагина плацента, значи вирусот, иако најчесто новороденото вирусот го добива во текот на актот на породување. Значи, кога минува низ тие веќе заразени со сите мукозни мембрани секретираат секрет, тој е заразен, кожата околу е заразна и при тоа едноставно тој еден чин кој не е многу, не може да биде апсолутно стерилен, во тој момент се заразува самото новородено и компликациите нормално се лекува, ама може да бидат многу сериозни. Кога станува збор за возрастни лица и за херпес симплакс што се јавува на лицето, на каков начин може да се лекува? Ке помогнат ли растворите со сода бикарбона? Смее ли да се стави прополис на промената на меурчето херпес, некакви алкохолни раствори? Што се препорачува? Па да, значи постојат денес веќе фармацеутски препарати. Јас нели како лекар веднаш натака се држам за тие препарати. Постои крема, например, ацикловир, која антивирусна е? Ацикловирот е медикамент кој делува на вирусот. Значи, има и таблети, има и раствори за инфузија, зависи од тежината на инфекцијата што ја имате, лекарот нели проценува, меѓутоа еве вака за една банална инфекција може и добро иде и самата крема ацикловир. Се става по неколку пати, по 5 пати да речем на ден и таа брзо, меѓутоа битно е да се стави веднаш. Нели херпесот секој што го има веќе знае дека почнува со одредени видови продромални симптоми. Значи може да
чувствувате прво некој вид на пецкање, затоа што тој од нервот фактички се буди, па чувствувате на почеток симптоми како некој нерв да ви е нешто надразнет во кожата. Значи, локацијата каде што тој ќе се јави за ден-два од тие симптоми, веќе се чувствува. Дали е тоа штипкање, пецкање, секој различно го, да, некој болка. Со јадеш. И со јадеш може, да, упорен. И веќе за некој ден имате меурче, 1, 2, 3 меурчиња, кои се така гроздасто, викаме. Значи, како на купче обично се формираат и се исполнуваат, се заматуваат како со течност, прво бистра, па после како заматена и веќе наредната фаза пукаат меурчињата и таа течност се скорува во крастички. Тоа е веќе, нели, некогаш слично изгледаат и некои други инфекции. Мислам, ако го испуштите оваа фазата на кога се они баш бројни, така некако гроздасто собрани на едно место, може веднаш да видите една поголема улцерозна промена или да видите некоја краста која има одредена боја. Например, ние стафилококот го познаваме по круста боја злато, затоа тој така некако е наречен златен. Да, тука некогаш може све да е измешано, може секундарно да се допрете, да го допирате херпесот со валкани раце, да речам, и да пренесете и бактерија. И тоа се случува често. Никош мораме да дадеме и терапија за вирусостатска, да речам, терапија и терапија за бактериска инфекција. Да. На среќа тоа не е многу често, меѓутоа се случува, да. Стар некој вака лек за прва рака беше на времето ќе си ставите паста за зъби, таму има цинкоксид, тој суши фактички, ќе ги суши брзо, ќе ги скори овие меурчиња, ќе направи дури една така како филм и нема да имате, мислам, побрзо можеби ќе пројде или ќе ги смири и ублажи тие симптоми. Значи тајната во цинкоксидот. Па да, се што суши, да. Има добри, мислам, се тоа може не го знаат самите пациенти, него ние често го користиме, значи терапеутски бои кои делуваат како антисептици, антибиотски, антивирусно, антибактериски, значи и кои можат да се нанесат. Една од таквите препарати е еозинот, има воден раствор од еозин и тоа е црвеникав раствор. Црвеникава, да, кај бебенце исто никогаш се става, кај мали така инфекции лесни кои можат да поминат. Значи тој се мачка, може да се намачка на местото на херпес и на брзина ќе го осуши, а има и како стерилизирачко, да речам, дејство. А што ако се појави херпесот на окото? Ако се појави во устната празнина, тоа е веќе покомплексно за лекување? Па да, сите тие форми се познати. Значи не мора да се ограничи херпесот како вирус само на оваа класична слика да биде на устната и така натака. Тој може да направи еден гингивостоматит, значи гингивите да ги нападне, да даде како афти во устата, да, некогаш е тешко. Обично ги фаќа непцата над зъбите, нели, горното непце, додека некои други болести може така некој да ги разликуваме. Дали е се ова вирус, дали не е вирус. Значи, зависно од локацијата во устната празнина, афтите обично идат на устната, на слузницата на устата, внатрешна, на образите. Меѓутоа, секакви испреплетени форми може во клиничката пракса да видиме. Постоеше порано, меѓутоа денес тоа некако не се многу практикува и брза можеше да се земе бриз, да се добие на микроскоп препарат, да се обои и да видиме клетки од еве така една, да речам, афта, кои се зафатени со тој вирус. Денес во главном се иде нешто лабораториски, серолошки, ако има веќе некои сомневање, да речам, дали или не е херпес, и на клиничка една диагноза. Најчесто е лесна, иако ви викам. Скоро имав, например, пациент кој имаше, сега веќе се, малку ќе се префрлам, меѓутоа тоа некако ми е... Значи, испадна дека се работи за инфекција со херпес зостер вирусот, варичела зостер. Меѓутоа почна некако по мене, барем нетипично, прво се работеше за млад човек во раните 30 години и се појави со една како гнојна, така изгледаше, инфекција. Може така беше и гледан од некој друг колега или матичен лекар, само во овој дел на капилициумот. Бидејќи капилициумот често знае поради неговата присуството на влакненца со влакнени коренчиња, фоликули, лојни жлезди, таква е регијата, знае да се инфицираат тие некогаш и да ни дадат
бактериска инфекција која ние викаме фоликулит и која се манифестира така со гнојаници околу отворите на влакненцата. Поготово кај машки пациенти тоа е лесно видливо, затоа што кратка е косата и можеме баш да ја видиме. А и они се тие кои почесто идат на, мислам, внесот на инфекција може почесто да се случи при шишање, бричање, кратко ја стрижат косата, машинки, знаете како, така да некојаш се случува тоа да е као банална инфекција. Ова личеше на нешто такво. Меѓутоа, она што ми падна чудно во таа цела промена изглед кај него беше што едноставно ја беше фатило буквално едната половина на И мислејќи се што како да правам, јас сепак го покрив со терапија со ацикловир, значи како за херпес, очекувајќи и стварно во наредните, можда не брзо, ден, два, три, полека се доизманифестира новите. Значи, една половина од главата, тоа беше зафаќање на офталмичниот нерв, значи нервот што го инервира окото, една гранка од нервус тригеминус, која може да даде компликации што се однесува и до очите. Особено е битно ако видиме, например, ако херпес веќе ни е диагностициран, тој се шири и го зафати промените го зафатат врвот на носот. Тоа ни е скоро сигурен знак дека е зафатена таа една назоцилиарна гранка на овие краниални нерви која го инервира и окото, што значи дека компликациите, односно зафаќање на рожницата, на корнеата, односно на конјуктивата кај окото може да се јават и да не предпазат. Може да влие на видот да се... Па може, ако не се третира на време, ако направи подлабоки оштетувања, нема некои од тие ткива не може да се регенерираат или ќе ви дадат, ќе зараснат, ама ќе направат нешто како лузна. И таа лузна ќе ви пречи во... Така, значи треба многу да се внимава. Да, треба да се внимава. Окото. Тука е што треба да уствари да се направи, што побрзо да се даде терапија и да се действа со појака терапија. Ќе проговориме за херпес зостер детално, само да ги поканиме гледачите да се вклучат во денешната Телма амбуланта. Телефонскиот број е испишан на екранот. Почитувани, слободно можете да се јавите во програма. Докторке, значи стигнавме до херпес зостер. Да, стигнавме. Херпес зостерот, веќе споменавте на почетокот на емисијата, го предизвикува херпес вирусот број 3. Да. Тој истиот вирус што предизвикува варичела, односно овчи сипаници. Така. Сега, дали мора да имаме прележано овчи сипаници за да добиеме херпес зостер? Мора, технички да. Значи, првата зараза со контакт на човекот со херпес вирусот обично резултира таа е доста контагиозна, многу е заразна, има голем процент на заразност, така да е стварно чудо да бидете у контакт, да не се заразите ако не сте ја прележале, и ако се случува тоа децата некојаш да бидат во контакт, меѓутоа во тој контакт да не се заразат, во друг подоцнежен контакт да се заразат. Значи, се заразуваме многу често во детството, и ако тоа не е правило, има луѓе што успеале да го поминат детството, младештвото и така натака, и да не се заразат со вирусот варичела зостер, херпес вирусот, и да дојдат така во подоцнежни години без да прилежат варичела. Технички, тие не би требале, мислам, не би можеле да имаат херпес зостер подоцна, бидејќи кога ќе прележите варичелата, вас вирусот не ве напушта сосема, останува тој, бидејќи он многу го сака, спомнав, сите херпес вируси го сакаат нервното ткиво, он има изразен неуротропизам и ние не ни знаеме каде све, најчесто во корените, викаме, во ганглиите на нервите што излагат од кичмата или краниалните нерви што се на главата што инервираат, таму во тие нивни корени мирува. Да, спие, баш така и се вика. Спие до кога дури нешто не го разбуди, не го провоцира да се изманифестира како една фактички мини варичела. Мала форма на варичела. Но проследена со болка. Да, проследена со болка, бидејќи веќе он таму е одомаќен во тој нерв каде што се сокрил, и нормално дека кога ќе екзацербира од таму, ќе го зафати тој нерв. Тие нерви се големи нерви, секој што имал, например, лумбошијалгија, знае колку болат кога ќе ви се приклешти таквиот нерв. Она што сега вирусот го прави, пред можеби да ги видиме кожните симптоми,
Значи, го напаѓа нервот пред се и дава една локализирана инфекција. Овој пат немаме некакви зафаќања на внатрешните органи, како кај варичелата и така натаму. Значи, таму од каде што излага, меѓутоа бидејќи тој нерв и кожата ја инервира, некако стигнува и ја зафаќа и кожата. Значи, една ограничена инфекција на кожното и на нервното ткиво прави во тој дерматом, тоа е као појасен дел, нели, од кичмата, едната половина од телото, од назад и од напред. Најчесто е така, иако некојаш може да биде и генерализирано. Тоа све зависи во моментот кога ќе ви се разбуди херпесот, вирусот, дали вашиот имунитет се уште е добар, само малку нешто паднал, или е скроз нарушен. Имаме и такви пациенти каде што ради други болести, така да кај нив знае, тоа е најтешка форма на ваков херпес зостер, генерализирана, да се расшири тој по целото тело. И таа секако бара хоспитализација, значи болнички вид на лекување, третман, да, супортивна терапија, инфузиона терапија за ацикловир најчесто. Значи во ова Пред да преминеме на лекувањето, доктор, ќе чекаат гледачите. Имаме двајца гледачи кои што малку подолго време чека, да им дадеме предност, па ќе продолжиме онаму каде што запревме терапијата. Добар ден. Ало, добар ден. Повелете. Јас сум мајка на 5-годишно бебе и моментално имам херпес зостер во фаза на поминување. Пиев ацикловир 7 дена, моментално се уште се мачкам со ацикловир, зафатена ми е левата страна на грбот и градата. Продолжив да го дојам бебето, ми интересира колку е штетно за бебето ако случајно се допре за другата града или пак сега моментално што го дојам. И исто така имам огромни се уште болки во грбот, каде што до некој степен ми доаѓаат и до гушење. Дали има нешто што можам да пијам за болките, бидејќи сепак дојам, и до кога би поминале, како би поминале? Така, ви благодарам за вклучувањето во програми, за вашето прашање. Што можете да советувате, доктор Камбирова? Па да, ова е малку покомплициран случај, вака, мислам да го одговориме на брзинка од само овие податоци што ги знаеме. Специфично е, да. Значи, 5-месечно бебе, така, јас прво разбрав 5 годишно. Да, значи 5-месечно бебе би требало да се внимава добро се самиот херпес зостер за самите промени. Значи, може ли да предизвикат кај бебето варичела? Да, теоретски може ако дојде во директен контакт со нив. Директен контакт, па и некако, значи не би требало, сега тоа бебенце може да се внимава, значи не би требало да или но прима антитела преку мајчиното млеко. Има, да, има антитела преку мајчиното млеко. Сега дали тоа се случило, ќе се случи, не се знае, значи во моментот има некој инкубација, има и самата варичела. Мајката пиела ацикловир, што е во ред. Сега, тука кога сме кај терапијата, можам истото да го кажам. Не знам дали во доењето би пречело да се... Мислам, некои аналгетици нели може да се примат и дури се дои. Меѓутоа, фактички што се случува? Самиот нерв има оголена обвивка. Вирусот му е едноставно изол, да речам. И сега тоа е како еден кабел кој нема изолатор. Секој допир, контакт, било што, нервот реагира, пошто тоа е еден оголен нерв кој сега од околната средина нема заштита и е осетлив. Некаде од прилика 6 месеци трае обновувањето на таа обвивка и тој процес кој ќе заврши, болките веќе се смируваат. Никоја сигурна терапија за болките, да речам, нема. Треба сега се уште рана фаза кај пациентката. Мислам дека е рана, пошто она допрва го завршила ова терапијата со ацикловир и ќе се види понатака колку и како ќе бидат тие болки. Може да се проба со наједноставно нешто што не би пречело, парацетамол ќе биде за бебето да се купираат тие болки, доколку не се овакво смират. Треба да се обрати фактички на невролог, може би најдобро би било, за да се види постои ли некоја опција друга
Да се може блокира да болката. се блокира ли нервот. Мислам, збориме ако се работи за Изразена јаки болка, изразити болки, кој да. што не може да се издржи, бидејќи едино Б-витамините, ноќна. да, секако помагаат Б-витамините. Ние ги даваме или таблетарно, или некои од препаратите како што се неуробион. Значи каде што освен витамините од групата на Б има и дополнителни додатоци кои се корисни за да се тоа наменето се за да забрзаме обновувањето на обвивката на нервот. Значи во главном веројатно е специфичен моментот после бременост, така да целиот организам е во една ослабена, да речам, ситуација, затоа може би е болката, меѓутоа не значи дека таа сигурно ќе трае со месеци. Да. Имаме гледачи да им дадеме можност да постават прашања. Добар ден за следниот. Добар ден. Јас веднаш ќе го замолам гледачот да го намали тонот на телевизорот, да го намали звукот. Добар ден. Бидејќи не можеме се вклучиме со овој гледач, да преминеме на следниот. Ало, добар ден. Ве слушаме одлично, повелете. Поздрав до вас и до докторката, ве следам стално. Ви благодарам. Бидете многу поздравени. Имам едно прашање вака до докторката. Се работи за мојата сна, она е на работа, па јас сега, гледајќи ве, викам чеке да прашам. И се појавуваат ситни бруски тука на муцката, што викаме ние. Добро. Ситни така, и беше испита и рекле да не е од циста, тоа нема, беше на женски доктор. Беше да нема бактерија, нема и тоа. Беше на што уште нешто испита, вика не е од тоа и рекла оваа козната, не знам, некој мачка, не знам ја што мачка не и поминува и така као да ја чешка, ма ситни бруските се тука, ситни и кај носот и над горната уста и тука целата муцка. А дали има некакви пропратни симптоми, јадеш, болка или само има нема ништо, само такви промени? Така, јасно. Така да зачешува така помалку, ама добро, ви благодарам за вклучувањето во програма. Каков преглед би требало да се направи за да се даде решение на овој проблем? За жал, ова е прашање кој мора да се види зашто се работи, па да дадеме некој посоодветен одговор. Очигледно дека повеќе колеги се обидале да го решат проблемот. Лицето и тезоната регија каде што доминираат лојните жлезди, некогаш самата нивна поголема активност доведува до појава на така нешто што би го нарекле како ситни брумки. Може би се тие воспалени, друго е колку што слушнав све исклучено, бактериски, едно друго. Така да, може би е некоја состојба поврзана, најверојатно лицето во главном секогаш тој да се јави ако не е некоја инфекција, вака, или ако не е херпес, тоа не знам дали е исклучено во овој случај. Значи, секогаш идеме нареден чекор, мораме да земеме во предвид да размислиме дали е нешто што е поврзано со лојните жлезди. Многу често тука се мислам, тие се во лицето на регијата на лице и капелициум покрупни него на другите делови од телото и со самото тоа мислам сите влијанија што се поврзани со нив тука се одразуваат како воспаленија, состојби на суво лице, масно лице, воспалено лице. Ке треба сепак да се направи преглед, да се погледне зашто точно станува збор. Дури не се види вака како тоа изгледа, не може за жал да се даде друг одговор. Дали имаме уште еден гледач што очекува вклучување во програма? Добар ден. Добар ден. Повелете. Ама уште на телевизија... Јас одлично ве слушам вас. Повелете, поставете го прашањето. Поздрав до студиото. Ви благодарам. Јас пред повеќе години имав... Така, значи пред повеќе години што имавте? Херпес? Имав херпес зостер на десната страна на докото. Добро. И сега ме интересира дали може да се повтори на истата страна или било на која страна од телото. Така, ви благодарам за вклучувањето. Ова е едно убаво прашање, доктор. Ке постои ли шанса од кога еднаш ќе се појави херпес зостер проблемот да го има повторно, втор пат, трет пат? Па вака, порано, јако учев, например, теоријата беше дека се јавува само, го прележувате само еднаш.
Меѓутоа, мислам дека денес и вака и по официјалните, нели, теоријата е дека тој теоретски може да се повтори во текот на живот, дека најчесто еднаш се прележува, меѓутоа теоретски не може да се исклучи можност да се повтори. Многу се изменети условите во кои се го гледаме, значи ако порано исклучително скоро го гледавме кај повозрасни луѓе, дека поврзан беше и со тој едноставно со возраста пат на имунитетот, на енергијата, силата на телото, виталноста, па тоа доведуваше до некоја екзацербација и веќе знаете повтор пат тоа ако се јави на 70-80 години треба ептен некогаш да сте во лоша состојба па да ве повтори. Меѓутоа она што мене сега ми паѓа во очи како ученик на тоа време на времето и сега како работник нели во здравствениот систем, да границата во пракса, кај што ги гледаме пациентите со херпес зостер, е многу поместена и дека сега надолу? Да. Барем едно во просек едно 30 години. Колку има години најмладиот пациент што ви се обратил? Најмладиот кај мене 18 можеби, меѓутоа има колеги што известува дека имали деца. Тоа е ретка ситуација. Порано, например, дури ја бев на специјализација, имавме, се сеќавам еднаш беше едно мало девојче, можда предшколска возраст, хоспитализирано. Тоа беше можда 90-тите, негде раните 90-ти, и се водеше дискусија со херпес зостер, се водеше дискусија во тоа време, нели, како актуелна беше и ХИВ инфекцијата, односно ситата, дали по некои протоколи, тогаш ако имавте дете со херпес зостер, требаше да го тестирате, дури да видите дали толку имунитетот ме падна, дали има можеби сида и така натака. Значи, од таква една перспектива, сега сме во перспектива каде што и, мислам, гледам многу млади во 20-тите години, често, релативно, во 30-тите веќе масовно ги гледам, значи тука негде 30, 34, 35, тоа се... Ја како доктор тоа го сметам дека едноставно организмот прерано сме го потрошиле. Тоа и самото лечење тече поинаку, значи тоа секогаш они не можат буквално да го спроведат дома, ангажманите не можат 5 дена да ги одложат. Еве, некојаш се прима инекции, може да требаше, дававме например витамини од групата Б коктел, инекции па требаше да се примат. Сега тоа така ако се напише, тоа е, се нема време. Состаноци, патувања, мора да се пие, например, прашања ми поставува дали сега јас ако отидам на службен пат во 3 земји подалеку, јас можам сега да го издржам тој пат. Од нешто на што ја немам одговор, ја не можам да му гарантирам на пациентот дека он се супер на нога ќе го протрча. Секако тоа е една сериозна инфекција, мислам инфекција. Знак, аларм дека имунитетот веќе ви дава сигнал дека нешто, дека треба можда малку да запрете, да закочите, дека организмот ви дава знаци дека не може да го постигне темпото, да, а вие го одржувате исто и едноставно само кој може да гарантира? Не може, за здравјето никој ништо не може да гарантира некогаш. Мислам, такви се ситуациите, секој организам е различно. Нашата препорака секогаш би била, верувам дека секој доктор кој ќе му се јавите со некоја болест би ви рекол сега одмарајте, нели, неколку дена ништо, не се вознемирувајте. Да, а денес е времето во кое тоа никој не може да си го дозволи. Било да е тоа млад родител со деца кои треба да ги носи ваму, та. Значи, навистина една по мене загрижувачка ситуација, пошто се прашувам каков тек нивниот здравствен, мислам, нивниот систем имунитет ќе биде на 60 години. Ако е ова све... Современиот начин на живот очигледно го зема својот данок. Го зема своето, се не сакам да драматизирам, меѓутоа чисто споредувам. Не дека немало и порано пациенти во млади години, меѓутоа биле исклучок, а сега некако стануваат правило. Барем колку што има возрастни пациенти, толку исто има и релативно млади луѓе кои така да во нивна, еве, кај таквите пациенти не можам да речам дека во иднина нема да гледаме некои повторувања, да, зашто да не, вирусот е тука, пак ако му се створат услови, може ќе се јави. Сега се јавува постхерпатична невралгија, тоа претпоставаме тоа што го објаснивте со оголувањето на нервот и обновувањето на обвивката.
Да, да. Доколку може ли подолго од 6 месеци да речеме да трае болката, да не се реши проблемот? Може, да, нели, мислам, разни организми, разни услови во кои се тоа случува, разни, нели, конституции, еве, крајна линија, може да трае, меѓутоа, тука некаде плюс минус. Некои пациенти добиваат антидепресиви во таков случај? Да, за смирување на состојбата. Да. Мислам, болката, веројатно, антидепресивите нема да ја смират, меѓутоа, може би е пропратена и со еден вид на анксиозност, страв. Зашто сега тоа така, кога ќе запре? Повторно тоа прашањето не е едноставно, значи да имате сериозна болка, да ве боли секој ден тоа. Станете, легнете, некој не може да спие. Можем и тука да кажам лично искуство, дека јас барем, ви викам, последниве години имавме многу случаи на херпес зостер, затоа што беше поврзан со епидемијата на корона. Јас може би 2 случаја на така интензивна болка која не поминуваше имам сретнато во мојата ординација. Едната беше млада девојка некаде на 23 години, она буквално сегде, веќе кога дојде кај мене, сегде беше пошла и све живо што може друго да ја причини, бидејќи она имала херпес зостер на еден од нервите што се на главата, така да и болката беше во таа регија. Значи, ја болеше за балото, увото, тоа е стварно многу тешка ситуација, така да едно по едно мораше да разграничи, да нема таму некој фокус или што и да е што се испровоцирало целата таа ситуација. На сето тоа го имаше испоснимано, направено и ништо друго не беше најдено. Останата една упорна постхерпетична невралгија која навистина не се поврати. Јас си дадов некој од тие препарати што се препорачуваат како мислам, ко суплементи може би да кажам, меѓутоа по онака наменски препарати, па не знам искрено речено дали тоа пројде конечно или... А доколку се мачка површински, тоа... Тоа видете, да... Многу кратко, бидејќи ми дадо знак дека треба да завршиме, дали ќе помогне? Бидејќи има разни креми, ве најдов и некои екстракти од чили, има навистина многу препарати што се нанесуваат локално, но можат ли тие да смират болка? Вреди да се проба, тоа се големи длабоки нерви, меѓутоа ако се мачкаат, пак речем за една лумбожилгија, па никош помагаат, зашто да не? Мислам, не може да штети во секој случај да се намачка, единствено да не се пробува сега баш се и се што тоа е тоа. Јас ви благодарам многу за вашето денешно гостување во Телма амбуланта и што ни дадовте навистина убави појаснувања поврзани со инфекциите со вирусите херпес. Ви благодарам и вас уште еднаш. Да работиме сите на нашиот имунитет и да забавиме колку што можеме повеќе, очигледно порака за крајот. Дека е тоа многу важно за целокупното здравје. Да мислиме и на иднината, кога сме помлади. Почитувани, ова беше се во денешната емисија. Ви благодарам уште еднаш што не следевте со внимание. Гледајте на секој работен ден во редовниот термин емисијата 12 часот и 50 минути. Пријатно!